Kia гласно го најавуваше овој електричен ван, односно цело семејство од електрични доставни возила. И сега некој ќе рече, што има толку да се иновира, да се смени во светот на доставните возила, кога единствено е потребно да има голема носивост, да има многу простор за товарење, да биде штедлива, да има добар сервис и нешто понатаму е неважно. Меѓутоа, веднаш што ми отворите возачката врата, гледате дека е нешто различно. Висината на седење е пониска и пристапот е полесен, не мора да се качувате. Замислете дека треба 50 пати во денот да се качите и тоа да ви работи, да треба цел месец, цела година, 10 години, цел живот да го работите тоа. Тоа е едната страна на приказната, меѓутоа да видиме што е во товарниот простор. Тоа е веќе цел свет. Подот, па одвој дека има 40 сантиметри од земја. Каде е батеријата воопшто? Kia го разви ПВ, семејството на доставни возила, исклучиво како електрично возило. Значи, при конструирањето воопшто не е земено во предвид, чекај сега, ние тука треба да имаме простор за мотор, па издув, па кардан, па не знам што понатаму, резервоари. Туку е пристапено само за електричен погон. Не е земен друг вид на погон. Предноста се гледа. Е многу покомпактно. Ќе видиме понатаму како се однесува и во возењето. Меѓутоа, вреди. Ова што го направи Kia навистина е своевидна револуција и меѓу другото и не е напразно прогласен за ван на годината. Меѓународен ван на годината. Најважна титула во светот на доставните возила. А зошто го избрав токму овој мотив да го прикажам, тука со недоработен пат, земјен пат, со недовршени куќи со карабини, тука е една цела населба, со ново изградени куќи. Затоа што сакам да потсетам и да укажам на тоа колку ни се важни всушност доставните возила во секојдневието, во стопанството, во економијата, во животот воопшто. Се ова за да заличи, за да биде завршено како куќа и овој пат, меѓу другото, да му се стави оној конечниот печат, треба илјадници вакви комбеји, односно ова комбе треба 1000 пати тука да дојде, за да ова ја добие завршната форма. И не ги забележуваме, меѓутоа, Киева ќе ја забележиме. Секако, важен фактор кај електричната Kia PV5 е тоа што се двои во изгледот. Значи, да, јасно двој укажува дека тоа е електрично возило од новата генерација, електрично возило на Kia, која што опфаќа од EVA2 сега па до EVA9 и од доставниве возила од PV5, па ќе има понатаму PV7, PV5, поголеми, просто непомошни, не се. А зошто е важно, дополнително важно е тоа што Кијава двој се појават. Затоа што ја рекламира и фирмата. Ова се секако ќе има и патнички изведби, меѓутоа ова е работно возило. Ова е работна машина и возило кое што неретко, односно главно, ја рекламира и фирмата за која што работи. Да речеме Возен парк, да не именувам сега, некоја фирма која што се бави со градежништво, големо име во градежништво и кога ќе го видите возило, прво ќе забележите Кијава, понатаму ќе ги погледнете боите, ќе пропознаете дека се работи за возило на таа фирма и прави реклама. И тој фактор го користат многу фирми. И токму затоа Kia мудро пристапи за да го направи, да двои овој PV5, додека останатите доставни возила и не ги забележуваме по пат, ова ќе забележуваме. Меѓутоа, не станува збор тука за личота, за убавина, туку ова е работна машина. Па да видиме како работи ова PV5. Почнува електричната тура со Kia PV5, револуција во светот на доставните возила на македонската сцена. Тука сум на паркиралиштето зад премиум брендс и еве ги премиум брендсовите. Ете го Volvo, меѓу нив премиум брендс и Kia, секако и тука е бајк. Меѓутоа, да видиме што е главното. Досег 345 км ми вели, 98% наполнетост, патуваме до Охрид и тоа значи патуваме до полночот на електроелемент.
и сосем различно чувство во возење. Нормално го нема дизелското тропање, нема тежина, многу е полесно. Целата конструкција, пристапот при развојот се разликува и тоа се огледува и во возењето. Ми рекоа во премиум брендсово салон, ми рекоа, ќе видиш какво е чувството, како да возиш кола, лесна кола. Лесен автомобил и навистина е такво чувството. Компактна е, тивка, лесно повлекува, ја има моќта на електричниот погон секако. Ова е изведбата со 90 киловат и 122 конјски сили, има досег 300 километри и полни на стандарден полнеж, значи тие што најчесто ги имаме кај нас, полни за околу 5 часови. Прв рапорт, тука сме на Лукойл станицата за гориво, меѓутоа пунат гориво луѓето тука, вода и кафе. Досегот е 319 километри, значи се однесува нормално, не е тоа некакво изненадување дека тоа што го предвидува погонот, како досег ќе се реализира. Тоа што е многу интересно и многу корисно е покажувањето на преостанатиот досег со постоечката брзина на возење. И тоа е од голема помош за човек да знае до каде е и како понатаму. Веќе е вклучено рикверц. Сето тоа оди тука централно преку оваа рачка, што е повеќе контролор. И еве, мазно поаѓа. Целата поента е во равномерноста на возењето. Значи, доколку седне човек и земе да се изживува буквално со погонот, значи да ја користи моќта, силното повлекување, многу високиот вртежен момент кој што го постигнува електричниот погон, тогаш после 50 км ќе му се преполови батеријата. Меѓутоа човек што е искусен, што знае што станува збор и е свесен дека треба равномерно да го одржува брзината, да патува со постојано темпо, тогаш нема никаква неизвестност околу досегот, дали ќе стигнам дали ќе ја поминам на горнината или не. На горнина секако ни предстои искачување на стража, меѓутоа, тоа што го имам досега искусено и покажано на видеата, после секоја на горнина доаѓа на долнина. Ака е електричниот погон, тоа значи полнење на батеријата. Кијава е од многу понапредна генерација на возила со електричен погон од останатите. Рапорт број 2. Тука сме пред Тетово. Досегот 281 км, брзината ја одржуваме тука 90-100. Што вели? Да видиме сега патниот компјутер што вели. Од последното полнење сме поминале 60 км, час и пол возење, добро, вклучувајќи и пиење, и јадење и такви работи. 18,3 кWh е просечната потрошувачка. И тоа е сосем пристојна вредност. Значи се покажува, на дело се покажува тоа што е пристапено за ПВ5 да биде пониска, со пониска силуета, со помал отпор на воздух и тоа меѓу другото помага и за да се постигне оваа вредност од 18,3 која што е како со обичен автомобил, со патнички автомобил. И меѓу другото има и силни зафати во аеродинамичноста. Тоа и се гледа, стилот е сосем различен, меѓутоа не е стилот само колку да се разликува од останатите возила, од останатите доставни возила со обичен погон, туку е, меѓу другото има и функција, а тоа е за да постигне колку е можно понизок отпор на воздух и на тој начин да се добие поголем досег. И што има друго? Има милион уште податоци тука што може да ги прикаже. Меѓу другото, значи со оваа динамика сега имаме досег уште 201 км и најважниот рапорт, тука сме кај Гостивар, досег 209 км со оваа динамика до сега што ја постигнуваме, еве како поаѓа. Царски. Што вели другар ми, како воз. 254 е реалниот досег, значи доколку
се задржи целата динамика од поаѓање до сега. Меѓутоа, според последното расстојание поминато, ми вели дека со тоа возење би поминало уште 206 км, меѓутоа сега предстои качување на стража. И ова е клучниот момент на тестирањето на Kia како доставно возило. Често пати се разминувам со Kia Bongo. Некогаш, а очигледно и се уште многу често користено доставно возило. И стража досег 206 км преостанат. Со доколку продолжи искачување, би имало уште 141 км досег. Ајде да се запреме тука. 206 км. 59% наполнетост и тоа е билансот. Тоа е главниот момент на целата тура. Тука нормално починка на стража. Значи, предстои понатаму спуштање, тоа ќе биде уште еден најубедлив момент од возењето, најголемото уживање наградата за преоѓањето на електричен погон. Да не зборуваме многу, тука би било добро кога би имало полнач да го постави. Не може да се очекува сега фирмите да го постават, тоа треба да биде малку поорганизирано, меѓутоа би било конечно малку угледно за електромобилноста да се постави полнач тука. Ајде не филозофираме, патнат ми е шеќерот, да си ја видиме. Оваа убава Kia. Меѓу другото и да не се посомнева некој дека возиме столики, се преправаме дека возиме електрично комби, електричен фургон на Kia и дека сме се качили тука на стража. Шеќерот е обновен, батеријата си е таа, 59 наполнетост, 203 км досег, да видиме што друго ќе ни каже Киичкава. 106,9 км од полнење сме поминале, тоа не интересира. 19,6 е просекот, тоа е фантастично, со стража. Понатаму ќе биде многу пониска оваа вредност. И поаѓаме. Сега колава е подготвена, тоа што не брчи не значи дека не е подготвена, и поаѓаме. Сега. Значи, да запомниме. 203 км досег, 59% на полнетост. Како ќе биде? Во кичава, затоа што до кичава е на долнина, блага понатаму, тука нормално прво е. Сега, има повеќе степени на рекуперација, значи има тука рачки со кои што се избира степенот на рекуперација, односно практично моторното сопирање, односно колку електромоторот да го забавува возилото, а тоа значи и кога ќе се избере повисок степен на рекуперација и поголемо забавување тука, тоа значи дека моторот произведува повеќе енергија и ќе врати повеќе струја. Ќе произведе повеќе струја за да наполни батеријата. Добро, ме предупредува тука. Меѓутоа, секако поентата да се одржува постојана брзина. Има тука убав приказ, многу детален приказ. Тоа треба во место да се прави или со возачка да ти кажува. Значи, што ме покажува? Од поаѓање сега, значи можам да добијам и податоци колку од енергијата потрошена отпаднала на климауредот, колку на електрониката и колку на одржување на батеријата, а тоа е одржување на температура, предгревање, ладење и слични работи. Ми покажува и дека до полночот на Евана имаме уште 18,4 км во Кичево е тој пред сладкарница. Нормално, тие што ме знаат дека јас посетувам сладкарници. И да видиме што има друго, Energy Information. Во моментот ми покажува, еве го. Значи, со минус, со 20, сега постојано е променлива таа вредност, меѓутоа постигнува и 20 киловати мощност на рекуперација. И тоа е тоа. Доколку еден час се спуштам со оваа брзина, значи батеријата ќе се наполни со 22, приближно има кубитоци, ќе се наполни со 22 киловат часови. Ева ми потврдува експерт до мене, машински инженер, господин Коран.
206 км сега, то сега значи минимално 3 км, меѓутоа уште има спуштање и го прикажува тука интензитетот, е тука 24 киловати постигнува рекуперација. Климата, ајде оставиме климата понатаму, нема потреба. Меѓутоа, многумина предпоставуваат, очекуваат дека климата влијае многу и одзема многу од енергијата, меѓутоа очигледно дека е мало тоа влијание. И еве тука 124, значи тука на овој дел максимална моќност постигна 25, чинам дека е максималната моќност на рекуперацијата и да, и се слуша звукот. И тоа што исто така е битно, значи електричен автомобил, значи намерно ги возам овие свиоци така, за да покажам на тоа дека добриот тежински распоред, значи ниското тежиште поради батеријата и поради поголемата слобода при распоредувањето на компонентите на електричниот погон се постигна многу подобар баланс, многу пониско тежиште и подобар распоред на тежината на ветровски грево. Значи тука на овие разседи, на овие споеви, друго возило кое што тежи толку, тони 600 ќе се измести. Ова е стабилно. Значи тоа е дополнително еден квалитет на Kia. 203 км досег. Неколку километар веројатно имаме поминато од Трапчиндол, значи дури сега имаме досег толку колку што сме имале горе на стража. И целиот овој пат е поминат бесплатно. Значи со рекуперација, со дополнување енергија, со нормално возење, секако може и повеќе се постигне рекуперација и да се добие уште поголем ќар од спуштањето, меѓутоа не е поентата од тоа да се биде пречка во сообраќајот. И тука додека уште малку има пат вака со оваа брзина, има секаде прегради. Значи во работното секојдневие луѓе кои што се занимаваат со документи, со листи, спратници, царинарници, се живо и диво, значи имаат потреба од прегради и простори за одлагање. Секаде има простор за одлагање. Е сега, има и тука фиока, многу згодна работа, ќе ја покажам после тоа како изгледа, има и секаде има некој простор плюс и секако има милиарда системи за асистенција. Предупредување за брзина, предупредување ако не гледам пред мене. Сега не знам зашо ме предупредува, ама добро, убаво е да ти кажа дека некогаш не внимаваш доволно на патот. Сега нема, сега сум окей. И значи има радарски темпомет, систем за задржување во лента, има камера, нормално секаде има камери, камера за назад, камера за лево, десно, горе, доле. И има радарски темпомет, значи кога има промена на брзината, тука често пати, има се менува 60, 50, 90, доволно е, значи камерата за знаци ги чита, го чита брзинското ограничување, ми покажува колка е брзината, дека се сменила, ми укажува и доволно е само тука на овој прекинувач, овој преклопник тука, доволно е само еднаш да повлечам горе или доле, да ја прифати брзината која што е тековна моменталната брзина. И тоа исто така поштедува, значи и тоа е меѓу другото помага за да се добие значи бодови за да биде прогласена машинава за ван на годината, меѓутоа оваа ПВ5 исто така се изработува и во патничка изведба, значи како комби. Практично е каравела, Volkswagen каравела, транспортер. Може би некој ќе сака да ја пренамени, веројатно ќе почне и тоа да ја користи Kia PV5 како основа за кампер ван. Значи платформата го овозможува многу полесно изведување, меѓутоа да не бегам од контекстот. Пријатно е возењето. Значи токму тоа што не мора да се грижите околу динамиката на возење, околу брзината, моќноста, потрошувачки слично. Опушта и релативно релаксирано, не релативно, туку мощно релаксирано. Доаѓаме до Кичево, 202 км има. 50, не е тоа, 60% е наполнетост на батеријата, во меѓувреме и климата ја вклучивме, сега, ова е веќе друг податок. 12% ги одзема од енергијата, значи потрошила климата тука. Така што, да, треба да се има предвид
и користењето на климата. Така што работата е дали сега е подобро да се отвори прозор и да се наруши аеродинамичност или да се остави климат или да се пушти само на проветрување на воздухот и слично. И второто големо искачување на пресека 180 досегот, односно со оваа динамика, ако продолжам, би имало досек уште 225 километри. Наполнеността на батеријата е 53% и еве како што Горан ме подсетува, значи доколку сега тргнеме назад, со и без полнење, ќе имаме енергија за да се вратиме до Скопје, затоа што има помалку има искачување, повеќе има возење понад Долнина до Скопје, нормално. Исто така како што важи кога се вози, ме подсетува колегата Горан, ме подсетува дека исто и со бензински мотор, со дизел мотор истото се случува. Да го искористиме и ова вклучување. Значи, покрај тоа што ги прикажува сите информации за најблиските полночи, има уште низа други можности, значи тука прикажува како се движел досега, добро. Значи камерава ме гледа, ако не гледам пред себе, така што брзински само вака. Тоа што тргнав да го кажам, значи има интелигентно, smart recuperation, значи паметна рекуперација. Што значи тоа? Тоа значи дека контролната електроника на моторот ги зема податоците од навигацијата за конфигурацијата на патот, дали е на горнина, дали е на долнина и соодветно, значи ги го менува погонот, ја го менува начинот на работа на погонот според податоците кои што ги чита кијава од податочен облак, односно од навигацијата. Значи, тоа е уште една разлика, уште еден квалитет плюс над обичното возење електрично возило. И има 3 степени на значи, navigation-based recuperation, односно рекуперација, која што се раководи според податоците што ги чита од навигацијата. И еве сега е спуштање од пресека, ја качевме пресека, неосетно, него осети како на горнина, не ја чувствува на горнината затоа што има вртежен момент. 166 километри, 50% наполнетост, меѓутоа пак истата приказна. Сега тука има поголема надолнина и врши рекуперација тука, да видиме со колкава моќност тука, 22. Значи со толкава моќност врши рекуперација и понад веќе врати 167. И повторно веќе кажам, значи многу неутрално се однесува, многу висока динамика постигнува на возење, односно возните својства на вистина се блиско до патнички автомобил, па дури над обичен патнички автомобил за поради тежиштето и поради добриот распоред. И еве пак уште врши рекуперација тука, значи се чувствува тоа ќе ви се допадне кај електричниот погон кога ќе го слушнете тоа зуење и вклучување на автопатот. А тоа значи, сега ќе прочитам дека е 100, така, и еве, толку. Ја прифаќа таа брзина и понатаму ќе се вози со 137 км досек, 43% на полнетост и остануваат уште 3 км до електроелемент. Таму ќе приклучиме на полноч, но сега е 15 часот и 30 минути. Нема да ја приклучиме да полни до 100%, туку само до 80%, и ето нормално, госпожата со аудито треба да помине, големо ауди, значи кога ќе видите големо ауди во Охрид, запирате и пропуштате. Значи, тоа е бонтон. И иначе најхумористични име охридскиот, како се вика они на Facebook, како се викаат охриѓаните на Охрид, тоа е навака? Може. Добро, навака. И сега бараме каде електрометал, знаеме каде, меѓутоа се преправаме дека не знаеме каде, затоа што да внесеме драматика малце пред доаѓањето на одредиштето, затоа што имаме уште 136 км досек. Значи,
Кога ќе видите Kia, значи дека сме тука. Електроелемент, еве Kia салон. Ете го полначот и сега колава не е баш нешто многу на електроелемент тоа што е паркирана тука, меѓутоа Таа е на бензин. Таа е на бензин, меѓутоа е службена на електроелемент е сега малку затворено тука. И тоа е одредиштето. Очигледно е дека успешно сме го завршиле ова патешествие. Тука сме пред електроелемент, полнач, Kia PV5, се е заокружено. Еве веќе е ставена на полнач, каде напред на носот му е приклучокот за полнење. Тука има и приклучок за ДЦ полнач, значи тоа може за 20 минути може да се наполни на брз, има охрити брз полнач, меѓутоа за таа услуга треба да се плати соодветно, затоа што е услуга нормално. Друго е дома кога си има човек. Кија е до домашен терен тука, тоа е друга тема. 45% е наполнетост, значи за 3 часа и 36 минути ќе се наполни за да можеме да се вратиме, што е сега? За да можеме да се вратиме до Скопје, па и преку Прилеп. И 3 часа во Охрид, како да се поминат? Па тоа би било малку бесмислено да се прашат во Охридскиот салон. Сега ние сме малку вон времето на работа. Инаку и за спортажот има пандан електричен, тоа е EV5, меѓутоа комерцијализацијата уште малку ќе причека, а тука полнењето во Охрид заврши, значи на стандарден полнач, и за некаде околу час и половина, нешто повеќе од час и половина, веќе е постигната наполнетост од 85%, што значи 280 км досег, земајќи го предвид просекот од претходното возење. Полнењето до 80% е многу побрзо, понатаму забавува за да се заштити батеријата и компонентите, да се заштитат од прекумерна струја. Значи тоа се заштитни мерки. Така што секогаш се препорачува, значи да се полни до 80% кога се брза некаде. И еве го исходот. Значи натаму преостанува патувањето до Скопје, кое што ќе биде, здравје Боже, исто така уживање како ова до сега.